Slavete go Gospoda, zašto je dobar. Алилуја. Проскомидија се нарекува чинот што свештениците го извршуваат во светиот олтар пред почетокот на светата литургија. Тоа е подготовка на литургиските елементи на лебот и виното, кои што подоцна за време на великиот вход на литургијата ќе бидат пренесени и положени на светата трпеза во олтарот за осветување во света причест. На божните верници, најчесто жени, но можат и мажи, најправин го подготвуваат литургискиот леб што се нарекува просвора, што значи принос, некаде познат како поскура или едноставно литургија. Просвората се подготвува на молитвен начин со чисто пченично брашно, вода, квасец и малку сол. Се соединуваат две теста во едно, кои што ги представуваат двете природи на нашиот Господ Исус Христос, Божјата и човечката. Потоа просвората се запечатува одозгора со свештениот печат просворникот. Таа е округла како символ на безпочетноста и безкрајноста на Бог. Просвората се донесува во храмот, заедно со список на имиња на живи и покојни, кои ќе бидат спомнати на светата проскомидија. Донесувањето на просвората во светиот олтар како литургиски принос потсетува на Богородица која доаѓа во Витлеем за да го роди Христа Спасител. Проскомидијата го символизира безгрешното Христово зачнување, како и неговите детски години, поради што и проскомидијата се извршува надвор од погледот на верните, како што и првите години од Христовиот овоземе живот поминале незабележливо од страна на неговите современици. Откако свештеникот ќе ги прочита подготвителните молитви и ќе се облече во потполно свештеничко дејание, пристапува кон жртвеникот што е на левата страна во олтарот за извршување на проскомидијата. Подготовката на литургиските елементи во овој чин има жртвопринесувачки карактер, при што на еден сликовит начин се споменува и изобразува Христовото страдање на Голгота за живот и спасение на светот. Најправин, свештеникот го сече централниот квадратен дел од печатот на просвората, што се нарекува агнец, односно јагне, кој што е библиски епитет на Месијата Христос при читање на месијанските пророштва на Исаија во глава 53, па го положува на светата чинија што се вика дискус. Откако свештеникот со копието ќе го прободе агнецот налик на Христовите прободени ребра, налева вино и вода во чашата што се вика путир. Потоа вади честичка што ја представува пресвета Богородица, па други 9 честички што ги представуваат чиновите на светителите. Отпосле се додаваат честички за надлежниот архиереј, па се спомнуваат имиња на живи крстени православни христијани за здравје и имиња на упокоени православни христијани за покој. Вака подготвените честички на светиот дискос ја изобразува или осликува полнотата на црквата со едината околу нејзината глава Богочовекот Господ Христос. Останатиот дел од просвората е символ на девственото тело на Пресвета Богородица и откако ќе биде благословено од свештеникот се употребува како нафора. Елементите се покриваат со свети покровци, што ги символизираат платната со кој било завиткано телото Христово при погребението. На крајот свештеникот го покадува подготвениот принос, како и целиот олтар, па и целиот храм, најавувајќи го почетокот на светата литургија. Името проскомидија, што значи принесување, функционално произлегува од древно христијанскиот обичај христијаните од своите домови да принесуваат во црквата работи неопходни за богослужбениот живот: леб, вино, масло, свеќи. Лебот и виното, нашата храна, како вистински символ на нашиот живот и на овој свет, е вистинска содржина на нашиот принос на Бога, кој што потоа по благодата на Светиот Дух ќе постанат тело и крв Христови и да станат наша храна за живот вечен.